Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер. Добре дојдовте уште едно издание Јади Бурек и натаму сме на ТВ Сонце. Другар, ја не ја гледам графиката, претпоставам дека сум на другиот канал, не мора во ред, претпоставам дека е во ред со логоа и со све. Слушај, за да издржиш секоја вечер со емисија од 2 часа во живо која иде и со која... Не мораш, молим те, не пипај сега, ништо. Седите, уживајте, не ми мрдајте, не ми ремети. Не ми ремети. Ти реков не ми ремети. Ти реков не ми ремети. Аморе, шапшаледа, реков не ми ремети. Ми го утепа муабетот. Океј, пуштај спотови, ајде. Толку беше. Фала, драги мои, што бевте вечерва со нас. Одиме сега по избор спотови од режијата. Лека ноќ и пријатно од мене. И после сите овие навистина возбудливи и прекрасни спотови кои ги видовте, продолжуваме со емисијата после 2 часа. Почнавме пред 2 часа, сега е после 3 часа, ќе завршиме за околу 4 часа. И така, му викам на другар мој, те носам на Металика. Металика ќе имаат на 18 концерт во Тексас и во живо ќе може да се следи преку Синеплекс. Значи, купуваш карта, идеш во кино на абнормално добро озвучење со фантастични 3D камери кои ќе снимаат од сите страни и ќе ти го доловат концертот многу подобро и многу поубаво визуелно одошто да си у некој 75 ред, па и онака нема да ги гледаш нив туку на екранот позади. И му викам, ајде на Металика, а таков целиот, јас сум Металика, јас сите албуми, ово, она, ваме, таму. И така, на 18 нема да имам емисија, ќе идам Металика да ги гледам. Као и за се у животот. Ништо стареа сите, немаш више со кого да споделиш убави работи. Океј, не оти па и вас ве интересира Металика што ќе прави, нити па ќе се потепате да ја гледате, ама ја колку да си го изедам бурекот. За да ми биде поинтересен муабетов, во моментов треба да ве информирам дека емисијата оди и на стрим во живо. Бар мислам дека иде се стрима, чекај да го видиме тоа. Да, секако, еве го, иде во живо стримот. Можеш да го да, феноменално. Чекај сега. Сега, дали на овој стрим ја можам да убацам мој стрим плюс на мобилен телефон? Ајде да видиме. А ти преземи го од тука. Go live. 3, 2, 1, 0. Добро вечер, почитувани гледачи. Чекај, дај мене у кадар. Додека да напуни овдека, па да видиме дали и од тука можеш да го земеш. Пара, папа. Еве го. Еве го. Ова се вика прцење на системот, теледиригентскиот. Во суштина. Ова се вика прцење на системот, теледиригентскиот. Во суштина. Колку е лагов? 3 секунди? Колку е лагов? 3 секунди? 5.
5. Мене ми имаш исклучено од камера? Од звук? Значи идам и ја и компјутерот, така? Дали можеш да го пуштиш само компјутерот без мене? Дали можеш да го пуштиш само компјутерот без мене? Види, што ќе правиш кога е досадно? Можеш да си експериментираш. Иде ли? Добро ли е? Арни ли сте? Што правите? Синхронизиране звукот и сликата кај тебе и за гледачите? Синхронизиране звукот и сликата кај тебе и за гледачите? Не. Самуел Патор, ми кочи стримот. Ти кочи кичмата, Паторо. Ми кочи стримот. Кочи кичмата, Паторо. Океј. Ништо. Мајтап си тераме, не мора да гледате и не треба да гледате. Бидејќи основното правило е немој да гледате јади бурек. Лека ноќи, пријатно. Океј. Барем расчистивме една работа дека во живо стрим не можеме да правиме, иако веќе 4-5 години ме убедуваа дека можам да се уклучам со мобилен од било каде, од овдека ќе го преземат, но очигледно не можат и не може да се емитува затоа што технички нема да изгледа добро. Се, ништо. Сакав од неколку локации да ви се јавам, деноју е неколку интервјуа со некои такви фаци да ви направам, ама не може овдека, како да ти кажам, и овдека е застанато времето како Македонска радиотелевизија 1988 година. И тоа е стандардот, што не е лош, ама е... Тоа е. Може би треба некои млади копилјаци да донесеш од по 20 години, вака што муви у лед сексат, може и они ќе направат нешто. Не се, вака чисто пробавме дали можеме да го хакнеме системот, поточно стрим во стримот преку стримот. Што е идејата? Земам мобилниот, идам негдека и правам со некого разговор. Таа слика ја испреќам, стига на мојот компјутер, пошто на човечански напори е било како да се преземе поинаку, нели? И од тоа да иде во програма за вас. Арно, ама сликата иде побрзо од тонот. Негде од мојот компјутер до видеомиксерот надчовечански напори треба да направи, така да доаѓаме до една работа која се казуе работата куроболија. Поточно тоа е технолошка фраза кај што вика, види, ова не може да се направи. Да. И тоа. Што правите вие? Добри сте? Да отворам телефони? Имате нешто паметно да кажете? Бугарски предлог, турски предлог, француски предлог? Не, никому. Китка му вене. Земјата се распаѓа, никој, ништо, никаде. Но, барем од културолошки аспект, имаме неколку добри работи што ни се случуваат. Имено, деновиве во земјава се случува еден феномен, периодов. Во исти момент, во јули месец, се појавија 4-5 врвни блокбастери. Блокбастер, мораш да објаснуеш вака, затоа што, видете, со должна почит кон вас, вие, почитувани гледачи, кои разбирате за што зборам, заборев дека ти реков оваа камера да ми биде главна. Блокбастер е филм кој е многу популарен и луѓето идат да го гледаат у кино. Не чекаат 6 месеци, година, дена како пред 40-50 години, но 90% од нашата популација е така учена. А сега па поготово да си го гледа филмчето на некој 300 мегабајти на мобилен телефон и после нормално такви ќе ти кењаат дека филмот не чинел и така натаму. Но има една добра популација од некои 10% па и тинејџери
кои буквално не фермаат нас старите, задртени и неписмени. Имено во јули месец во Скопје, скоро во исто време, се појавија Невозможна мисија, Индијана Джонс, Спајдермен и Спајдерверс, цртаниот филм, кој е ремек дело, се појави Барби и Опенхаймер. 5 филма. Значи, не можете да разберете, што да ви кажам. За вас историски, за повеќето историски настане, кога ќе го викне комшијата да ја проба првата ракија, она од 54 степена. И тоа е доживување, ментално, духовно, телесно и така натаму. Но за нас, поглупите, е најсеопфатната уметност во моментот, која ги созема во себе сите аспекти на уметноста, слика, видео, аудио, поезија и така натаму. Буквално театар, сите уметности вклопени во едно е филмот. Индијана Джонс прилично лошо помина, затоа што Харисон Форд, колку и да ви е симпатичен, и мене да ми е симпатичен, е само еден просечен актер, кој е многу популарен и толку. Згора, наместо со годините, да му се изроди мудрост и елеганција и джентлменство, како што е кај Ал Пачино или како што е кај Джек Николсон, он станува едно мизерно, суетно копиле. Вреѓајте се колку сакате, знам зошто го кажувам ова. Едноставно не дозволи нов актер да го игра, дури бараше да се потпише никој во иднина да не го игра Индијана Джонс, што е ноторна глупост, што е чиста себичност, чиста суета. Нити он го измислил, тоа што го играл, треба на друг да е благодарен, ама ароганцијата и парите го прават своето. Многу ми е драго што лошо помина овој филм, но многу ми е криво што не успеав да го гледам, затоа што додека се опепелив да го гледам, беше голема јагма за 2 филма, а тоа беа Спајдермен, цртаниот филм, кој е цртан филм условно кажано и ќе кажете па си идели на цртан филм. Луѓе мои, ова е повеќе цртан филм за возрастни, кој во себе ги содржеше елементите на цртањето и перцепцијата, но и перспективата, боењето и динамиката на слики на неколку врвни сликари, меѓу кои ќе ви ги спомнам па и Джейсон Полок, Дали, Пикасо, но најмногу за еден помлад кој апсолутно ништо не ви значи, но за него зборевме со Александар Кртов овдека во емисија. Да не ве трујам со уметност затоа што, нели, одма на јетра ви удира, да не ве натерам алкохол ни едно време да пиете. И сега се појави Невозможна мисија, Невозможна мисија е серија од 70-тите години. Лазло Шифрин ја напиша познатата музика за серија од 70-тите години. Тогаш главниот лик што ги водеше Mission Impossible се викаше Джим, кој ги добиваше мисиите снимени на мала лентичка која се самоуништуваше и така натаму. Таа серија имаше неколку сезони, изворедно добра, популарна, но тогаш не се снимаа маратонски серии. Поминаа 15-20 години, во 90-тите Том Круз ја откупува франшизата за себе, паметно, и почнува да снима филмови. Филмовите од првиот негов филм Mission Impossible до сега, колку има 8-9 инкарнации. Секој филм е извореден, освен оној со Џон Ву, каде што добар е, ама не е тоа Mission Impossible и така натаму. Со кинескињата, со идентитетите, она му е конкубина на тој лошиот, па на крај со моторите, лошо тоа беше изведено. Може би најлош во тоа.
Првиот филм беше многу интересен со оние сцени, нели, кога оној супер возот треба да помине низ под Ла-Манш и така натаму од Британија кон Франција и целата онаа акција со хеликоптер. Драмата од самиот почеток е феноменална, многу напната, почнува со трагедија, која го следи главниот јунак низ сето тоа, што покажува дека еден континуитет и една концизност на сценаристите, на вистина со акционен филм со сериозно добро сценарио, кој кулминира сега со последнава инкарнација кој на некој начин е најсовремениот и најретро дел. Имено, најсовременото е затоа што се работи дека Агенцијата за невозможни мисии, на која е АМФ, така наречена, која ја предводи Том Круз, нели во филмот, се соочува со вештачка интелигенција која буквално ги командува цел свет. Во таа борба да дознаат кој како, преку кого, што уценува и принудува дури и на самоубиство одредени луѓе за да се приспособи, да може да дојде да завладее со севкупното атомско вооружување и така натаму. Во таа борба да се открие која е можеби, нели, вештачката интелигенција е нешто најмодерното сега и најактуелно и најреално што ни се случува. Но во секој случај режисерот Том Круз и сценаристите успеваат тоа да го направат ретро како да е во 90-тите години снимено. Значи, наместо современи компјутери, космички автомобили, се некој, например, ќе видите Фичо, Тополино, ќе видите некој аналогно бензинско моторче и трките се класични, борбата да се качите и да се изборите на возот е со локомотива, која чури, и денеска се користат локомотиви, и така да имате едно многу убаво чувство на нешто што сте го доживеале, го знаете од порано, а сепак е модерно и многу актуелно. И тоа е така добро, феноменално избалансирано. Она што бев скептик е, бидејќи овој филм е од два дела, првиот дел го гледавме сега, кој заврши како што заврши, и интересно е што не те остави unsatisfied. Значи, имаш, бидејќи обично филмови од два дела, кој ќе го гледа сега вториот дел додека да дојде. И ретки беа тие филмови што имаат добар прв и втор дел, например, како Matrix Reloaded и третиот дел, како Dune Кецот, еве и двојката, ама сепак се изгледала еден добар и целисходен и добро заокружен филм, иако не е самата приказна разрешена, и едва и чекаш наредната година да се случи. Оваа година ќе го гледаме Дина двојката, Dune 2, и мислам дека ќе биде едно од најинтересните работи. Ја дури и спремам бели испеглани панталони, знам како ќе идам, што ќе јадам, кога ќе спијам и што ќе ми се случува тој ден, затоа што премногу е свечен, како за свадба се спремам. Значи, Том Круз, какво и да е мрсно копиле со сите негови тие сатанистички клубови и цркви и така натаму, покажува една страшна виталност, покажува едно изворедно умење. На страна, мене неговиот физикус не ме фасцинира, мене ме фасцинира како ја води целата приказна, бидејќи активен учесник е, не само што е активен учесник, туку како продуцент, значи ги собрал најдобрите режисери, најдобрите сценаристи, и севкупниот филм не може да зависи само од режија или од сценарија, туку е една синергија од сите нив, а предпоставам дека е огромен негов удел, и он е главата, он е ликот на оваа франшиза, и морам да му одадам респект на страна физикусот, за тоа ќе го вие испофалите, но за како драматуршки е извозен целиот филм, со дозата на хумор, со дозата на трагедија, со дозата на драма, со дозата на развојот на ликови, за да те заинтересира, да те залепи 2,5 сати да гледаш филм.
А не така скоро, и многу ми е тешко да признам дека Том Круз е стварно извореден актер. Неговиот претходен филм, ако не сте го гледале, тоа е, пазете, се работи за буквално американска пропаганда. Воена пропаганда. И тоа сум свесен. Но филмот е феноменален. Вториот дел од Топ Ган Маверик. Погледнете го филмот. Тој филм вреди да се и гледа, и гледа, и гледа. И забравете дека е тоа САД, дека е тоа US Air Force и така натаму. Гледате целата драма. Значи, изворедно, добро направено, со ежење. Пазете, збориме за блокбастер филмови. Не зборам за уметнички филмови. Значи, блокбастер филм порано било Тралалајка. Тралалајка. Добра, лижавче, онака. Исцуца и пријатно. Ке го забореш до утре. Ова е стварно правење класики. И ни се случува чудото на чудата, се случува во иста недела, во исти период, во светот, да излезат два филма. Барби и Опенхаймер. Тие два филма ништо не ви прикажувам. Ни трейлери, ни фотографии, ни ништо. Ја јадам бурек од септичка јама со две руки. Знам шо зборам и зошо ви го кажувам. Оној кој ќе ме разбере, макар да има еден да ме разбере, јас сум задоволен. Барби и Опенхаймер се две спротивности. Филмски, идеолошки, уметнички, кинематографски. Но имаат една заедничка работа. Изворедно добро направени. Со тоа што? Како сега да ви го објаснам разликата помеѓу едниот и другиот, затоа што ви ги шлапнаа во исто време. И просто луѓе нормално е ќе си речат, ако не заради сопругата која и не ја интересира можеби филмови во кино, но растела, како и многу девојчиња со барбики, и сака да го види филмот. Зошто да не? Тоа е прв филм за Барби, иако Барби цртани филмови има милион. Но како филм Маргот Роби и она е шупчено Рајан Гослинг. Шатирано. Денис Вилнев треба да го избрише од Blade Runner 2049 и да му ја стави фацата на некој друг актер наместо него. Силијан Марфи подобро би лежал. Барби е лош филм. Но тоа не значи дека не треба да се гледа. Разберете, една сцена разбира во себе и популарни, и поп, и шлагер, и народно, и фолк, но ја разбира и уметност. И не можеш ти да плямпаш дека едното е подобро од другото. Единствено што барам, ако како во музика, е да биде направено искрено, добро, isproducirano и честно, добро, квалитетно, отпеано, аранжирано, направено, да целиот продукт биде совршен. Ја, например, имам совршена поп песна, фолк, турбо фолк песна. Стара е додуше и кој сака, како сака, ќе ја разбере. Тоа е песната Мали мрав. И спотот и песната се совршенство, без да се објаснувам зошто. Од таквиот популарен балкански джиха, рокери с Мораву со Дај рибу. Така што не треба тоа да го следиш, секако ориентирај се за една Анастасија, за Мизар, за Адријана Јаневска, за нешто што е ниво, едно високо во поп или во она алтернативна сфера, чиј врв кај нас е, например, Горан Трајковски, што би рекол другар ми, Горан Трајковски, 3 празни места, па после било кој друг.
Така и во филмот. Значи, за да имаме една добра филмска сцена у смисло се она што се како сцена музичка, што значи? Има и рок, и хип-хоп, и турбофолк, и фолклор, и се. Не сме едно без друго, затоа што се вкупноста на една сцена ја прави неа богата и ги ја издигнува музиката на повисоко ниво. Така и филмот. И филмот треба да има шлагери, треба да има популарни, треба да има и уметнички филмови. Не може никој да се прави по паметен едниот од другиот заради тоа. Зошто е добро? Заради создавање на култура на идење во кино. Идење во кино е исто како идење во театар. Јас верувам дека 1000 души што беа на Барби се луѓе кои прв пат стапнуваат во кино. Што деца, што тинејџери, што возрастни. Но влегле во кино. Од тие 950 никогаш нема да се вратат. Тоа е нивото. Но 50 ќе им се допадне, ќе рече, ај утре пак ќе отидам нешто ново. Што добивам јас како тоа? Јас добивам дека оние што порачуваат филмови, оние што снимаат филмови, оние што инвестираат во филмови, оние што донесуваат филмови, вложуваат во филмската сцена и продукција. Се снимаат филмови, гледаш се поубави, попопуларни филмови. Луѓе мои, јас сум травматизирано дете кој чекало 3 години да дојде Mad Max. Затоа што или Одисеја во Вселената 2001 после 2 години го гледавме откако излезе во кино во светот. Да дојде во Југославија. Прво чека комунистичката партија да го изгледа, па да го одобри, па после продукциите чекаат да поевтини, затоа што ако го земеш одма е скап и така натаму. А јас сакам, кога сум разбрал, сакам веднаш да го гледам. Нели? Убаво ти е. И сега, како се доживува еден Опенхаймер, како се доживува Барби? Буквално како исхрана. Така, некој сака да јаде нездрава храна. Сака хамбургер, сака шеќерна волна, сака лижавче. Тоа ти е Барби. Шеќерна волна, лижавче. 3 минути еуфорија и пријатно. Опенхаймер ти е како да си јадел бифтек. Јадеш, нема еуфорија, али те држи 3 дена едно добро чувство дека си јадел храна. Истото е, веруете, идете купете хамбургер, најади се у моментот, после тие 3 дена лоша. Иди земи јади малце поскапо, поквалитетно, да речеме бифтек или лосос. Да видиш како подолго те држи, па не те оптеретува и така натаму. Интересно е што кога ќе излезеш од Барби, убаво е, си бил во кино, си бил во театар, си изгледал нешто, така, радости и толку. Друга страна, Опенхаймер бара малку општа култура. Прво, треба да ја знаеш Втора светска војна. Малку од општа култура. Треба да знаеш кој е Опенхаймер. Треба да знаеш каква е геополитичката ситуација во тоа време. Како се нијансираат силите за и против во тоа време. Затоа што сето тоа влијае врз натрешните односи на ликовите која водат таа борба за да го направат тоа што го направат. Опенхаймер е филм без акција. Опенхаймер нема претерано спектакуларни сцени, иако има убава кинематографија. Прекрасна кинематографија. Кристофер Нолан не може да направи лош филм. Едноставно он сака камера, сака нешто спектакуларно. И тоа успе, но тоа е се второстепено. Целата работа е интроспекција низ очите, призмата, значи буквално како филм на Полански, Станар, ако сте го гледале, што прави Полански во Станар? Те тера да влезеш не во ликот, не во личноста, во психозата на ликот. Така што Кристофер Нолан е еден од најдобрите живи режисери на денешницата заедно со Дени Вилнев. За мене Дени Вилнев е повисоко, ама тука негде кај и овој,
Од мои лични причини, може би е обратно за општи цели, но Кристофер Нолан и Денис Вилнив се она што беше Стенли Кјубрик на времето. Кристофер Нолан и Денис Вилнив се она што беше Тарковски на времето. Значи, влегување во ликот и тоа има една феноменална сцена кога ќе успее атомската бомба, бидејќи процесот е како да се направи. Рачунајте, сега знаеме, сега да ви кажам дека ако имате ресурси, погледнете на YouTube, гуглајте, можете и вие да направите атомска бомба. До таму е дојдено знаењето, веќе знаем, имаме презнаење. Но овда треба да знае, се ежам заради тоа, немаш представа. Значи, толку е во еден абстрактен филм кој мислам само 4 или 5 личности во светот можеле да го разберат. Ајнштајн, Опенхаймер, Нилс Бор и така натаму и така натаму. Хајзенберг. Значи се работи, првпат се откриваат тајните на време, просторот, на она од што сме создадени. Ние немаме абер, ние сме создадени од ракија. Испи ракија и се е у реду. Не, луѓе, тоа е страшно нешто кога ќе загледаш доле и кога ќе видиш дека нема ништо, како онда се ова обстои, а е материја. А нема ништо. Празен простор. 99,9,9. Тоа е фасцинантна работа. И од сето тоа е потенцијал на енергија. Една чаша вода содржи енергија да го да ја снабдува со енергија една година цела Македонија. Во оваа чаша вода. Толку е акумулирана силата на молекулите, атомите и частичките кои го држат атомот, па и тој е создаден од частички кои имаат потенцијал, кои имаат набој, кои имаат брзина и кои ќе се разбијат, се ослободува огромна енергија. И во дадениот момент кога тоа се случува, он застанува и се обидува да го разбере и да го перцепира тој момент. Силијан Марфи е за мене најголемиот жив актер што постои. Со оваа улога он стана Джек Николсон, Ал Пачино, Лоренс Оливие. Нема гримаса тој човек. Низ очи му ја гледавме целата негова интровертност и што се случува. Ако имав двојба што он мисли во тоа, бидејќи никогаш не се знае во ниедни биографски податоци што он мислел. Нешто сувопарно и се знае, но човек многу е тешко да го изрази тоа подсвесно што е. Таму иде, како што иде во истражувањето на Црната дупка Кристофер Нолан, иде во подсвеста како една свест на еден човек кој ослободува енергија невидена, каде што, пазете, во тоа време не знаеле дека ако експлодира атомската бомба, дали тоа ќе ја запали и целата атмосфера. Имало 99,9% шанси, со Ајнштајн тоа го зборат, дека нема да се случи. Но немаат 100%. Знаеш ли ти со која психоза ти викаш, еве ти го ова, ќе преживее ли човеков? 99,9%. А ти е 0,1%? Голта и кнедла. Животот ти зависи. Животот на целото човештво. Животот на целата планета. Самата планета дека може да се уништи. Затоа што не знаеле. Нова математика измислувале, нова физика измислувале. Се било ново. А било во трка затоа што германците напредувале да изградат такво оружје. Затоа Опенхаймер и Аламо кога се гради е во суштина и се даваат енормни пари, не се штеди ни време, ни енергија, ни фамилија, ни деца, за да се создаде атомската бомба, затоа што ако ја создадат германците, они завладуваат со светот. Значи, кој прв ќе ја употреби, кој прв ќе ја создаде, тој ќе го владее светот. Не зборам дали е добро, не зборам дали е лошо. Знам што е Нагасаки, знам што е Хирошима. Општи страв било и на Русија, и на Кина, и на Америка, и на Европа, и на Индија, и на цел свет, Германија да не направи атомска бомба. Сите цел свет бил обединет во таа трка
Само Германија да не направи, затоа што знаеле што е фашизам. Затоа што им стигале податоците, русите први ги дознаваат работите што се случува во Полска со концлогорите и така натаму. Кинезите кажуваат што јапонците прават, 30 милиони силувани и убиени жени во Кина. Невидени масакри. А сега, нели, се потресуваме колку се фини јапонците. Да, добро е ако се смениш. И во тој момент, значи се ова го јадам овој бурек да ви кажам. Стои камерата фиксно и го гледа во очи. Силијан Марфи е слаб глумец. Слаб по физикус. Малце килограми има. Исушен, испиен. Мал е по раст. Али очите му се експресивни. Сини, експресивни очи. Не прави гримаса. Не знаеш дали се смее, дали се радува, дали се плаче, дали е уплашен. Он е се во тоа време. Како ја почувствуваш надприродниот момент на психата која се соочува прв пат со нешто што ниедна човекова психа не се соочила. Позадината, замислете овдека сега како да е зелен екран, green screen, на кој се проектира нејасна боја која почнува да вибрира околу мене. Јас стојам фиксно. Кадарот е во моите очи, мојот лик, а се позади вибрира. И тоа ти дава човек, природен изглед, природен поглед, а неприродна ситуација. Што се случува? И ти, како конзумент, несвесно, подсвесно, овдека во плексус, не го разбираш, слушаш и гледаш филмот, го чувствуваш и тоа овде во плексус го слушаш, го осеќаш филмот. Затоа што Кристофер Нолан многу пати, ако сте го гледале оној чудниот негов филм Тенет, каде што во исто време се случува идење напред и назад низ времето, нели, како назачки. И не можеш да го разбереш филмот. Кристофер Нолан вика, и ја 3 пати го гледав, мислев да го отерам у 3 мајчине со некој надпис, као да ќе го испотресам, ама да си кажам. Додека не го слушнав, има една реченица која он како режисер ја протнува низ актерот и вика, не се обидувај да го разбереш. Препушти се. Тоа е исто како да си, не слушаш техно музика, идеш на техно забава, сите рипаат, играат, не ме гаѓа. Не слушај музиката, препушти се, ќе те понесе. Разбирате? Го разбирате ли се? Дали разбирате како странец која ќе дојде у Долнени и која ќе ја слушне гајдата, ништо не разбира од македонски мелос, ама знае да се препушти и ќе го допре. Така и со ова. Филмот не е како измислена атомската бомба. Тоа е голем дел од филмот. Филмот е започнува што е тоа црна дупка. Црната дупка он ја објасни во Интерстелар и се продолжува ваму. Црна дупка е објект на енормна гравитација. Материјата се собира у една точка до толку многу материја згуснува да во даден момент веќе ништо не може да побегне од неа, дури ни светлината. И затоа е она црна, не е она црна, туку црна затоа што светлина не може да излезе од нејзе. Затоа што фотонот кој има 300.000 километри во секунда брзина не е доволна да ја надмине гравитацијата на црната дупка. Што се случува во црна дупка? Во суштина, црната дупка е резултат на експлозија на супернова. Тоа е звезда која сјае, која троши гориво, која се менува. Во даден момент тоа гориво прегрева, удира, колабира во себе и станува црна дупка. Но во истиот момент експлодира во најспектакуларното. Она што го гледате од космосот, од Веб, од Хабл, тоа се маглините. Се тоа остатоци од супернови. Некои викаат дека супернова била и кога Господ Исус Христос се родил, звездата која се појавила, ја може би Бого хулам затоа што тоа е надприродна појава, тоа е Божја волја, тоа е надприроден чин, но дека може би и била супернова која осветлила точно во тој датум, на тој момент, за да го видат сите и да посведочи за раѓањето Христово.
Многу има и религија, но премногу има и наука. Филмот е пребрз, диалозите се пребрзи. Вториот дел од филмот е неверојатното. Цела нација, значи целијата суштина, како ќе се одвива војната, како ќе се развива цивилизацијата, бидејќи цивилизацијата е пред атомската и после атомската војна. А најодговорниот за тоа е Опенхајмер. И он сето тоа го преживува. Не само што го преживува, 10 години потоа почнува хајка против него. Нема да верувате. Да, затоа што ако не сте читале, не сте следале, не знаете документарци, тоа е големиот прогон. Макарти, кога ги прогонува се она што било малце левичарско и така натаму. А во тоа време, сегде во светот, се што било младо и прогресивно имало нешто лево. Но не биле сите проруски комунисти. Но едноставно поларизираноста на светот едноставно барале тоа. Тоа го искористиле за некоја борба. Како го поднесува тој притисок Опенхајмер, како го преживува, е буквално како описот на една звезда која живее, се развива, ја успева со таков притисок да ја направа црна дупка, да ја направа. И мислам дека главната компарација во филмот е дека не само црната дупка, која е во суштина нуклеарна експлозија на супернова, и во неа се создава црна дупка, туку и како споредба на една личност која дава се од себе, која жртвува со сите своји доблести и мани, прави историски пресврт, никогаш ништо не е исто после атомската проба. После првата атомска бомба ништо не е исто со цивилизацијата. Никаде, ништо. Тоа е најголемиот историски цивилизацијски преврат. Она што го доживува Опенхајмер, притисокот, судењето, како он се држи и неговата сопруга која има мала улога, која така брилјантно изделува, која беше и шиканирана од него, која имаше лош живот, која имаше мизерија, иако беше нели дама на Опенхајмер со сите се, но мизерен живот генерално заради изолациите и сето тоа, такво и било времето. Како застана на браникот на сопствениот сопруг, ама не она емотивно, маш ми јас ќе го бранам, со ташна ќе ве тепам. Не, со интелект и дух, со реченици кои од седиште ме соборија, затоа што се работи за исклучителна личност која сваќаш у тој момент дека се и било јасно со кого е, во какво време, да го сватиш духот на времето, човече, да сватиш во какви околности живееш. Феноменални актери. Тука е Роберт Дауни Джуниор, Iron Man, кој таква трансформација прави од себе. Не можеш да го препознаеш. Феноменален лик кој делува како позитивен, испаѓа како негативец. И то, пазете, се со ова историски ликови. Или па генералот кој го води целиот проект Мет Деймон. Не можеш да го препознаеш. Брилијантен проект, уметнички проект, кој резултира со филм на Кристофер Нолан, кој со право сите што отидоа се одушевени. Пазете, ако не сте го гледале, а ќе го гледате, топло препорачувам во кино. Зошто во кино? Имаш голем телевизор дома, се е тоа убаво. Пушти гласно, се е тоа убаво. Нема мрдање у кино. Нема ми се моча, ми се јаде, ми се пие, стискај пауза, врати, крени на телефон. Значи, филмот не е само да го изгледаш, тоа е како тунел на стравот. Кога ќе влезеш у тунелот, додека не излезеш, нема мрдање. Затоа е киното добро. Затоа што обмислена е секоја секунда како ти ќе се чувствуваш. Што ќе видиш? Што треба да почувствуваш? Или барем да се потрудам, што да предизвикам кај тебе? Затоа, тој journey, овој филм не си пасивен гледач. Ти како да си учесник. Знаете кај има такво? Има во црквите. Ако го видите живописот во црквите, тоа е византијски стрип. Само знаете што он означува?
Како се направени? Православните икони какви се? Не ти е приказ да видиш. Туку ти си дел од иконата. Перспективата е таква да ти не можеш да бидеш само наблюдувач. Можеш да бидеш ти си во иконата. Го разбираш ова или не? Така врз овие постулати е и направен овој филм. Тоа се уметнички перцепции, тоа е врвна уметност, тоа е и ДНК, тоа е и ум, тоа е и продуховеност. Тука се работи каде што предпоставувам и како еден колективен продукт на врвно сценарио, каде што и сликата, и тонот, и сценариото, и емоцијата, и актерите. Ја мислам дека Силијан Марфи не само што глумел, него го има ставено на цедалка и вака го има цедено, додека не извадил грам суштина. Грам личност не останало од Силијан Марфи, човекот Силијан Марфи, актерот Силијан Марфи, додека не истерал се од него да остане само Опенхаймер, ништо друго. Она што го гледам, што од сите ликови е така направено. Имаш лик кој го глумеше Малек, кој што го глумеше Фреди Меркюри. Се појавува 3 минути у тој филм. Небитен, викам, како бе вака популарен актер, така само прошара. Човече, кога дојде неговиот миг, у една секунда, нему му дава буквално да експлодира како супернова. Замислете ликот што акумулирал, што гледал, што перцепирал и прави голем преврат. Преку него е целиот преврат на целиот филм, на оној колапс кој се случува на личноста на Опенхаймер. И ти седиш, гледаш факинг драма, 2,5 часа и не ти е јасно што се случи. Диалозите. Ама Айзенхауер кажа ова, британците го дадоа ова. Ја кој следам History Channel и ги знам сите детали, не можев да го следам, но ми текна у последен момент што прави, дека не прави долга серија од 20 епизоди, кај што секој, како на дебил, ке ми објасни да разберам секоја реченица, зошто е кажана, поради што и како и така натаму. Туку шиба диалози, шиба податоци, со светлосна брзина. Чекай бе, не можам да разберам. А го знаеш периодот. 41, 45, 46, 55. Знаеш што се дешавало. Ти изгледа како да прв пат гледаш нешто. Како, чекай, не можам да ги фатам сите работи, што се случувало во Германија, што во Русија, кога победивме, не победивме. И тогаш ми текна она неговото. Не се обидувај да разбереш. Препушти се. Go with the flow. Go with the flow и уживај. Не иди против реката. Не се врти да видиш, чекај, овдека е побрзо, овде е подлабоко, овде е побистро. Не, препушти се. И како убаво тогаш, нервозната река која те удира, се препушташ и убаво онака ќе те извози до крајот на патувањето. Така го доживеав Опенхаймер и топло ви препорачувам да го погледнете. Многу се радувам што и Опенхаймер и Барби се апсолутни хитови, како ретко кој кај нас, и сум многу среќен што македонска публика, дури и за една Барби премиерата е најгледана премиера на Балканот. Значи, погледано, повеќе посетено и од Белград, и од Софија, и така натаму. За Опенхаймер во светот растура. Очигледно ова се акумулирало во мене, немав во план вакво нешто. Ке мора режијата да направи една подолга пауза, за да и ја издисам, затоа што додека го изедов овој бурек, се вратив во кино, ми се враќаа сцените, ми се враќаше филингот, затоа што не сакам да гледам како студен критичар, треба и таква критика, но сакам емотивно да дозволам филмот да ме вози и да ме клати, дури и да биде и политички некоректен, и политички неточен, затоа што и филмот нема потреба и право да биде потполно коректен и потполно точен. Тоа е уметничка, авторска визија
многумина ќе се сложат, многумина не, седно ова е ремек дело. И се ова го имавме за месец дена, овие 5 филма за месец дена во Синеплекс. И после, што толку Јанко збори за Синеплекс? Ја да ви кажам, Синеплекс ни е врвот на нашата култура во овој момент во Македонија. Со плюс минус некои филмски фестивали, театарски фестивали, но сето тоа е минорно, кој преживуваат сами по себе и од себе, каде што оваа држава колабира на сите страни, каде што се оди јабана, каде што сме мизерни, препуштени само на локање ракија и еден плиток патриотизам. Ова е навистина, што вели во Библијата, како што е религијата Христос сол на животот. Нели, животот е блюткав ако нема идеја, ако нема идеологија, ако нема. Ама ова со филмов ни е оригано. Знаеш, на тоа солената паста од животот, ова е малце оној зачин кој ќе го направи нешто поубаво и поефикасно. Скапа ви е картата? Скапа и ракијата, ма за неја имате. Овој филм еднаш у живот има ваква работа. Не мора да идете како мене 3-4 пати. Ја не идам по кафани, ретко. Многу поретко. Но затоа во кино не пропуштам. Затоа што така сум одбрал. Некој е одбрал у театар, некој е одбрал по кафејани. Секој се наоѓа свој миг, некој по комшии, некој во мало. Ова е моето. Благодарам на вниманието.
Океј, драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме со емисијата. Сепак еве гледам некои реакции што ми стигнаат пораки. Во ред, ќе прикажам неколку работи, да пример трейлерите од некои овие филмови, па и ќе ви предложам една серија или пар серии кои вредат да се гледат. Сепак е лето, малку сега и залади, така што да, ајде, добро, ќе го истерам. Оп. Отиде микрофонот. Стиши го. Не знам, окей? Добро? Не знам баш дали е добро, но во секој случај, ајде да останеме на тоа, сепак извозев саат време, ќе имаме да новиве прилика и за политика, иако, нели, туривме, дигнавме раце од Македонија, така? Да не отворам тема за фудбалот, фудбалските терени и слично. Одиме првен со трейлерот за најдолгиот трейлер за Опенхаймер. Може би на некој начин ќе ви биде појасно ако беше малце апстрактно моето кажување. This is a national emergency. Detonators charged. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home. That's happening, isn't it? The world will remember this day. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one. You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. 7, 6, 5, 4, 3, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. Океј, тоа е трейлерот, а она што би можел да ви го прикажам чисто да се подсетите е првата детонација.
како изгледала. 70 години, 78 години мислам дека помина, се нарече Тринити и можеме да ја видиме. Шеснаести јули 45-та. It's probably because they knew this would create a large cloud. Interest around on, you know, what's that? Јас се извинувам, толку има многу вакви детали. Тргни режија. Благодарам. Да не знаеш кој е. Еве ги снимките од реално од тоа време во колор или реставрирани се едно. Од тоа време документите со политичкото милје, а ова е подготовката на првата атомска бомба и првиот тест на американско тло. Они стотици ќе направат и надземни и подземни. Многу работи нема да знаат и ќе се откријат колку е штетно и опасно и ќе ризикуваат и едно и друго. Ова е реалниот Опенхаймер со капата. Пред да се случи имаат невреме, а тој им е крајниот рок. Опенхаймер ризикува, вика до 5 часот бајле кога треба да се случи, вика дека ќе престане невремето. И навистина престанува. Ова се све документарните снимки. На столбот е поставена високо над земјата, не е на земја. Се фрла ракета која осветлува. И ова е енергијата ослободени од неколку килограми радиоактивен материјал. Прв пат откривме и видовме и почувствувавме колку енергија има во самата материја. Математички го знаевме, го предвидувавме, но додека не се направи тој тест, ништо не знаевме. Најголемата, после тоа нормално започнува голема трка во вооружување. Американците се повеќе и повеќе ги притискаат. Нели, во таа војна русите, но во 1961 година на Новаја земја русите ја тестираат хидрогенската бомба, така наречена Цар. Цар бомба е досега најголемата, таа е хидрогенска бомба, е најголемата нуклеарна експлозија што е направена. Еве ги тие минута. Ја го имам целиот документарец, околу половина час од полетувањето до базата, сето тоа го имаат евидентирано русите, а еве и нивната детонација над Новаја земја. Не е директно удрено, туку е над. Експлозијата е нешто страшно невидено. И таа е голема порака до целиот свет дека Русија е подготвена и де факто сите идни војни се застанати. Значи, третата светска војна не може да започне затоа што сите страни поседуваат нуклеарно оружје и победник не може да има. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Еве ќе идеме уште едно со македонски титли.
Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 40 и последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр полевого столба составлял около 10 километров. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии Цар бомба е почувствувана на целата планета. Светлината е видена и до Британските острови, таа се новаја земја се наоѓа на северот од Русија. Ќе ви покажам каде е направена таа проба. Еве новаја земја. Да. Многу ме сакаат од режија, само ја да сум у кадар. Тука некаде е извршена цар бомбата, ова е нова земја, значи буквално све ова било осветлено кога се случило тоа. И тоа е голема порака, после тоа, нели, скоро сите земји, оние поголеми, Франција, Кина, Индија и така натаму, Израел, се опремуваат со атомски бомби, Британија, но на некој начин станува оној stand-down, никој не смее да ја употреби. Тоа е тоа. Што се однесува сега до филмовите, да идеме малце до позабавните теми, Барби е феномен исто на свој начин. Ние Барби за жал го доживеавме со некои јавни фигури кои, нели, понесени од еуфоријата на Барби, се однесува, се облекуваа како Барби и така натаму, мислејќи дека наликуваат на Барби или се налик на Маргот Роби, која е млада, убава, која е стварно како кукла. Овдека ние имавме навистина крип шоу од разни креатури кои умислени на своји 90 години, цели збрчкани, па пеглани, па стегнати, па умињаци, циркус. Но, во ред, како и да е. Барби е приказна, но Барби не е оригинална приказна. Првин да ви го покажам трейлерот од филмот. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday, and so is tomorrow, and every day from now until forever. Do you guys ever think about dying? When my heart breaks, Some things have been happening that might be related. when my world shakes. Cold shower, falling off my roof, and my heels are on the ground. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer I am to find. Closer I am to find. I'm coming with you. Okay. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Barbie.
real world. That's impossible. If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. No one rests until this doll is back in a box. Even if nobody else sings along. Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. No, I won't let you do just one appendectomy. But I'm a man. But not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Is Barbie if you still in doubt? Океј, да ви кажам дека прво Doom Patrol ја завршија незавршена, ја прекинаа цела серија, една феноменална, надреална, тотална серија која, не знам, заедно со Legion беше, ако Doom Patrol нели на DC, Legion на Marvel, тоа се најоткачените, најодлепените и да е ваму најнадреалните серии кои сум ги гледал ever. Legion ја завршија 4 сезони. Ја завршија и Doom Patrol, но ја прекинаа буквално и не ја довршија приказната. DC е во bullshit, не знам што име, но многу ми е жал, изворедна актерска екипа, феноменални ликови развија за тие 4 години. Такви небулози сум се изнагнал, такви чудеси. То у стрип не сум читал такви фантазии, какви што ги видов во таа серија. И уживав во сето тоа. Уживав. Многу лоша перцепција имав кога излезе првата сезона на Foundation. Исак Асимов ги има уште 50-тите години напишано 3 книги Foundation, Задужбина или Фондација, книги кои се сметаат за најдобрите книги во областа на научната фантастика. Тоа се 3 книги. Првата е Прва задужбина, Задужбина и царство е втората книга и третата книга е Втора задужбина. Задужбина го користам зборот затоа што и во македонскиот се користи, знам дека и на српскиот, но фондација него затоа што фондација ке нас сосема нешто друго се мисли. Задужбина или Foundation во смислата на книгите е нешто што се создава како основа за нешто. Имено Хари Селдон е лик кој е психоисторичар. Тоа е нова област во науката, каде што во тој момент кога он живее и работи, целата галаксија е населена со луѓе. Главниот град е Трантор, а на целата галаксија тоа е град планета. Цела планета е во суштина град и има милиарди и милиарди и милиарди населени светови и уште толку луѓе. Но се воспоставува систем на царство кое владее со целата галаксија, а Хари Селдон предвидува преку неговата наука дека психоисторија е наука што ќе прави човештвото на подолги рамки. Колку повеќе луѓе и колку поголем простор, толку поточни математички калкулации. Не може да даде калкулации точни за една личност или група, но за целото човештво. Он предвидува дека царството ќе се распадне и дека човештвото ќе иде во мрачен период во кој прашање е дали ќе го преживее, кој ќе трае десетици илјади години. 50, може би 100. Мрачен период на немаштија, смрт, болести, војни и така натаму. Од хуманистички побуди он сака да го скрати тој период и
го принудува царството да ја формира првата задужбина, која е на крајот на галаксијата, на Терминус, каде што ги собира сите врвни научници кои треба да помогнат кога ќе падне царството со своите технолошки пронајдоци, бидејќи иако сме распослани низ цела галаксија, нееднаква е распостеленоста и на технолошките на технологијата низ целата галаксија. Има разни начини на патувања, разни технологии, нови религии, сето тоа. Хари Селдон, книгата е толку интересна, напишана е во Шерлок Холмовски стил, немам диалозите се јасни, сочни, книгата се чита за 2 вечери. Ако те залепи, до сабајле ќе ја прочиташ. Толку е убава, лесна за читање. Барем мене ми беше затоа што го читав преводот на Зоран Живковиќ. Ја изворедно добро го познавам српско-хрватскиот јазик. Зоран Живковиќ преведе изворедно од англиски на српско-хрватски и многу лесно се конзумираше. Никогаш не сум ја прочитал македонската и не знам дали е преведена на македонски. Но денеска младите, фала Богу, се писмени, колку што знаат македонски, знаат и англиски, така да и оригиналот сега да се чита извореден. Знаеки ја првата книга, ја гледав првата сезона и останав разочаран, ја тргнав на страна. Не ќев да коментирам, затоа што она што стигаше до мене беа многу позитивни коментари, изворедна продукција, добра драматургија, но мене не можев да ја препознавам книгата и филмот, и серијата. Нормално дека не можеш да ја прераскажеш книгата, треба стрип да ја направиш или цртан филм, но за да ја направиш серија, мораш да дадеш и поинакви драматуршки елементи кои ги нема во книгата. Како, например, акцентот на тој што владее со царството, како владее, на новите религии и какви се, како и на начинот на комуникација со на Хари Селдон низ вековите. Он им се појавува како холограм во книгите, кај што ги предупредува за одредени кризи кои он однапред ги предвидел во своите. Овдека малце отишле понапред, дека неговата личност и лик и дух се дигитализирани и дека од време на време се појавуваат кога доаѓа време на криза да им укаже на првата задужбина што треба да направат и како да се надминат кризите. Изворедно. И кога се најави дека летово ќе излезе втората сезона и излезе, за некој ден треба нова епизода да изгледам, пред да почнам да ја гледам, затоа што не сакав да прифатам дека серијата е лоша, викам нешто е до мене. И точно беше така. До мене беше. Него разбрав аспектот сценариски и режиски за да ја направат адаптацијата многу подобра од што ја што ја имам динамиката во глава и како јас сум ја разбрал книгата. Во проектот беше вклучен и внукот или синот на Исак Асимов, покојниот Исак Асимов, кој исто така е писател и кој продолжува серијалот на Асимов, на книгите за задужбина па и други работи, каде што веќе ми стана јасно дека, викам, сигурно немал да дозволи да биде толку купен за пари, да дозволи да се унакази книгата, како што ја мислев дека целото дело во суштината и сршта ја го има изгубено со серијата. Ја изгледав уште еднаш цела серија. Значи, се тргнав, се изолирав 4-5 дена, само посветено што е за 3 дена ја изгледав целата, бидејќи е мини серија 90 епизоди. Ја изгледав целата и да ви кажам тогаш веќе успеав да ја укапирам. Значи, успеав да си ги тргнам на страна своите предрасуди, успеав своите впечатоци од книгата да си ги тргнам, затоа што серијата не се трудела мене да ми ја раскаже книгата, ниту да ги задоволи фановите кои ја знаат книгата, туку да направи филмско дело преку серија која ќе се обрати секому, па и оние кои никогаш не ја виделе. И се одушевив. Конечно ја разбрав,
конечно успеав да ја почувствувам и во аспект на продукцијата Apple Plus ја прави, бев одушевен. Foundation трейлер за првата сезона, ако не сте ја гледале. За жал, ова нема кај да ја купиш, мора да ја украдеш за да ја гледаш. Еве го од пред година дена трейлерот, првиот на Foundation, за оние кои имаат среќа да имаат Apple Plus TV, што значи никој во Македонија. Режија? When I was a child at the edge of the galaxy, I heard stories about a man who could forecast the future. But the story remained dark to me until many years later, until it became my story. Until it became the only story. You're familiar with my work, Psychohistory? Every mathematician has read your theory. It's not a theory. It's the future of mankind expressed in numbers. And the Empire won't like the future I predict. History is littered with charlatans and false messiahs. We should kill them. We can murder the man, but what about the movement, brother? Martyrs tend to have a long half-life. His math was right. The Empire is dying. Wars will be endless. 1,000 worlds reduced to cinders. Change is frightening, especially to those in power. But we can soften the fall. So what's the plan? Many years from now, if humanity is to climb from the ashes, the coming generations will need the knowledge to build upon, a foundation. We must preserve only the most essential pieces of civilization, deciding what is remembered, what is forgotten. We are now staring down the barrel of a crisis. This is the plan. We're not turning around now. Океј, благодарам режија. А сега ќе одиме и со втората сезона. Да, во живо, не е ни планирано дека вечерва вака ќе иде емисијата. Мислев да ги отворам телефоните, ама ајде, заглавивме со филмовите и мојата тирада, па нека биде така. Еве го последниот, отлучно трейлерот од пред месец дена за втората сезона. А потоа уште една тирада околу Исак Асимов и неговите дела. This is the age of darkness. I have dreams sometimes about things that will happen, and I wake up terrified. Despair, death, destruction. This is even bigger than the last crisis. An empire breathes respect. It requires it for its life. The Foundation is a threat to me. I will look at them in the eye and reclaim what is ours. For all of us to survive,
We have to face them. We need to be in the fight. We fight for peace. Not because we fear we will lose, but because we know that if there is war, we will win. We are taking the planet! It's time you and I had a reckoning. Ај сосема накратко, иако е многу долга приказнава во врска со Исак Асимов. Исак Асимов е најпознат по неговата книга Јас робот, не само Foundation. Јас робот или I Robot е книга во која се поставени првите 3 логични закони на роботиката. Роботот не смее да повреди човечко битие. Роботот мора да се повинува на сите команди на човекот, освен ако не е тоа во спротивност со првиот закон. И роботот мора да го штити своето постоење, ако тоа не е во спротивност со првиот и вториот закон. Има туку уште неколку детали, не се точно кажени, дека роботот не само што не смее да повреди човечко битие, туку со своето неделување не смее да дозволи човечко битие да биде повредено. Се во ова поставено е како хардверски закон да се произведе тој позитронски мозок кој се става во роботи. Роботите низ книгата стануваат се посовршени во својот изглед да не ликуваат на луѓе, се додека не дојдат во еден момент да не можат да се разликуваат од луѓе. Во сето тоа и доаѓа и до ослободување они роботи, бидејќи робот, значи роб, слуга, се машини произведени за нас, но кои стекнуваат самосвест и им се дава и своји привилегии, да имаат граѓански. Најверојатно настанува и некаков пролом и погром, судир помеѓу луѓето и роботите. Роботите исчезнуваат, но нивниот закон и нивната цел, дајме ваму, и нивната цел никогаш не исчезнува. Смени ми го кадарот, молим те, за да се фокусирам. Да, благодарам. Треба да го... Потоа прави книга за човештвото како тргнува во истражување на Вселената. Па прави книга која се вика една многу возбудлива акциона книга, која се вика Invictus или Непобедивиот, или се работи за еден брод кој е совршениот воен брод на човештвото кој никој не може да го победи. И така натаму, и така натаму. И како старее, он почнува сите своји книги, како имаат настави, да ги спојува хронолошки во една хроника на еден универзум кој го создава заедно врзан со роботиката и со задужбината, империјата. Инаку во Foundation земјата е табу тема. Никој не знае зошто, никој не знае од каде е почетокот на човештвото и тоа не е битно бидејќи се борат за преживување. Но во четвртата книга која излегува многу подоцна и се вика за Foundation and Earth, главниот јунак од нејасни причини, кој има исклучителен талент да донесува правилни заклучоци од штури податоци,
една интуитивност, многу точна и прецизна, тргнува во потрага по земјата. И сето тоа ова се склопува во Foundation серијата. Веќе може да се видат и роботите, веќе може да се види и бродот Invictus, кој го нема во книгата, но е вклопен затоа што целата идеја негде пред смртта на Исак Асимов, а неговиот син или неговиот внук, се едно се обидува сите негови дела да ги спои во една нишка, хронолошка нишка во продолжение. Имено, гледайте сега, Хари Селдон се обидува да го спаси човештвото, поточно што е можно помалку да страда. Но од кај ќе се прашате, целата приказна е што од каде толкава и таква високо интелектуална, продуховена и мултидимензионална и абстрактна идеолошка матрица кај еден човек за да создаде и да биде дел од нешто што е малку надвор и од науката, и од магијата, и од технологијата. Имено, ја до кај стигнав со сево ова ви е... да, сепак си знаедов бурек. Значи, ако не сакате да дознаете, прекинете сега, спойлер идат. Нели законот на роботика гласи дека роботот не смее да повреди човечко битие, ниту човечкото да дозволи човечко битие да страда и биде повредено. Овој закон се апгрейдува понатаму со тоа што роботот не смее да дозволи човештвото да страда, ниту со своето неделување да дозволи човештвото да страда со неделување. Во книгите, еден од роботите кој толку супер развиено се развива, успева дури неговиот позитронски мозок, кој е една чудна квантна состојба, а квантна состојба не може да е фиксна, тоа секој познаваш на квантната физика и теорија го знае, успева да еволуира и да развие телепатски способности. И да скратам, низ мистеријата на барање, каде е земјата, зошто земјата е табу тема. Они идат од планета на планета, кој ќе се спомне земја, они се вадат од памет луѓето, тие народи и така натаму, ретко кој ја збори, но сепак успева главниот лик да стигне до земјата, за која тврдат дека е радиоактивна, загадена, нема живот. Доаѓаат таму високотехнолошки остатоци, но не е уништено, не е руинирано, но сепак напуштено. Нема радиација, но сваќаат и успеваат да стигнат до еден робот кој е стар веќе можеби и милиони години, но кој живее на земјата и се обидува со своето делување да делува телепатски врз целото човештво, да ги надминува конфликтите и проблемите. Но како го откриваат? Во втората задужбина, книгата, првата задужбина во First Foundation е фондација на научници кои треба да ги создадат елементи кога ќе падне човештвото во мрак, да знае како да направи централа, како да направи транспорт, како, значи знаењата кои мора бесплатно да им ги дадат, да им ги пружат на сите, за што е можно побрзо да излезат од мрачниот период кога ќе се распадне царството. Втората задужбина, или Second Foundation, е фондација на телепати. Они глумат дека се библиотекари, во суштина се телепати. Затоа што знаат кои треба да ја контролираат првата First Foundation, кои стануваат многу моćни заради технологијата, знаењето, оружјето, ресурсите кои ги создаваат и стануваат се помоćни, и апсолутно ќе станат нова империја утре. Но овие ги контролираат за да ги коригираат. Кога овие стануваат свесни дека постојат телепати, никој не сака да биде контролиран од телепат. Но тога се прашуваш, па кој ги контролира телепатите? Па испаѓа дека тој, овој робот во некоја
5-та, 6-та книга понатаму ги контролира. Многу интересно, може би штуро вака звучи, но кога го читаш низ книги, кога идеш низ сите тие, иако поентата не е, како да ви кажам, не е како во оние крими романи, убиецот е градинарот, ништо не вреди да се чита книгата. Не, вреди, затоа што целото патешествие, како е прикажано, целата идеологија и филозофија ни сето тоа е феноменално. Исак Асимов е извонреден. Така што, нели, кога веќе создаваме свој роб и го условуваме да биде со мир, со љубов и кон сите и да не дозволи такво нешто, а кога он веќе еволуира и станува све. И тоа е оној образ Божи, кој ние не го успеваме заради паднатата природа, но успеваме заради, ако му ги всадиме највисоките морални и етички на таа машина, на таа вештачка интелигенција, таа не може да се претвори у зло, напротив, таа ќе помага на целото човештво како свој мотив, како сето тоа, кој ќе си ги надмине и своите хардверски ограничувања и ќе иде уште повисоко и повисоко. Затоа што во една научна книга Исак Асимов ни вели: ние како луѓе ќе истражуваме Вселената. Ова е книга од пред 70 години. Но брзините кои треба да ги постигнеме, да стигнеме до било каде се енорни, иначе нема да мрднеме нигде. Физичките тела наши нема да поднесуваат и ние ќе бидеме во некои заштитни оддела, ово, она, ваму и таму. Но и тоа нема да помогне, затоа што ќе доаѓаме покрај црни дупки, покрај страшни радиации, покрај такви забрзувања, покрај такви долги патувања и така натаму. Едноставно човековиот ни ум, ни тело не може. Ние ќе ја дигитализираме собствената свест и задачите и ние како личности ќе бидеме во дел од компјутер. Но и самиот компјутер е изложен, е физичка материја која не може да ги издржи сите предизвици на физиката и на квантниот свет, на универзумот во неговото истражување. А само тоа нас не интересира, нели? Така е. Затоа ќе мораме да се интегрираме во самиот брод, но и бродот е материја со физичко ограничување, дури да стигнеме и ја престигнеме брзината на светлината. До каде и до како? Тезата му е дека ние мораме да се претвориме во чиста енергија која ќе надминува и квантниот свет, значи еволуција на човекот на нешто што ќе се ослободи од своето телесно, материјално и ќе стане една чиста духовна енергија. Ја многу религија гледам во како сакате. Но ова се феноменални работи и сега сето ова што сум го читал, собрано со се во ова, мене серијата ми ја прави многу сочна и едва и чекам. Ја би сакал да гледам едно 10 сезони со сите овие прикази, но најверојатно дека ќе бидат само 3 сезони кои ќе кулминираат до некаде. Не верувам дека ние имаме толку популација да ова биде толку воодушевувачки како Барби, па да продолжи и многу сезони. Ова е скапа, врвна продукција, ова е како филм, така што good luck. Убаво гледање ви посакувам. Тоа е тоа. Многу филмови и една добра серија. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи, во овие топли августовски денови. Ако немате што попаметно да правите, ете, барем од телевизорот да примате една позитива, една уметност, малку продуховеност, малку култура, сигурно ќе ве направи подобри, а не полоши луѓе. Лека ноќ и пријатно.